Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е поглаварот на исламската верска заедница во Македонија, Реисот Улема Сулеман Хаджи Ефенди Реджепи. Господине Реджепи, каква е вашата процена? Колку радикалниот ислам е распространет во Македонија? Па видите, по однос на така наречениот радикален ислам, на вистина треба да видиме објективни. Во Република Македонија неколку години од назад веќе има смирување во тој поглед. То значи тај покрет што беше, што секогаш јас го именував како верско-политички покретот, и тоа не е чисто верски, како да не постои во Македонија. То значи, тако ја дојде на состојбата, ситуацијата, да тие луѓе, исламската заедница со своите сили, лично јас како поглавар на исламска верска заедница, неколку мина личности во Република Македонија, кои што сметавме дека некако им тие припаѓат на тако нешто, по пат на диалог, по пат на разговори, по пат на практиката. Сами тие ми се чини дека до некаде почна да се освестат. Изјавивте дека има џамии кои што не се под ваша контрола и побаравте од МВР да реагира. За колку џамии се работи и се подобри ли соработката со полицијата во меѓувреме? Видите, мојата изјава што беше дадено, тоа секогаш, ја никогаш не се одрекнувам од тоа што ќе го кажем, јавно и службено. Ја тоа дури го назначив како не е под контрола. То значи во една џамија, како што е репрезентативна џамија, историски културни споменик, како Јаја Паша џамија, тука вработените, то значи верскиот службеник, неговиот помошник, се назначени од страна на исламска верска заедница и тие се наши вработени. Меѓутоа, Мутевелија се вика личноста кој што е одговорен за џамијата, за одржување на џамијата, за редот на џамијата. То значи таа личност апсолутно не е поставена од наша страна и ја нема нашата поддршка и нашата согласност. Тоа си уште е така? Да, уште така, и мене погрешно изгледа министерката ме сфати и кога рече таа дека ние немаме намера да влегуваме по џамии. Ја не сум барал таа да влегува во џамија, нити имам да барам нешто тако, него надлежните органи во државата, доколку една институција, без оглед дали е тоа исламска верска заедница или Македонска православна црква, им се обраќа на надлежните и бара помош во нивниот домен на надлежноста, тоа треба да го сторат. Ние поднесевме неколку наврати пријави против едно такво лице, со оглед дека тој не дава да ние како исламска заедница го контролираме џамијата. Јаја Паша и која друга џамија е во Паша? И Тутунсус џамија. Во Тутунсус џамија апсолутно немаме нити верски службеник тамо назначен и тамо повеќе пати сум рекол, еве сега пат повторувам, кој ќе го изгуби синот, ќе го најде тамо во таа џамија. То значи, ако има некое засолниште или ако се вртат се уште некои елементи од исламскиот радикализам, така наречен, то значи може тука да се најде. Нигде во цела Македонија апсолутно на друго место нема. Како и кој според вас, како прв човек на ИВЗ, може да го спречи одењето на луѓе од Македонија на боиштата во Сирија и во Ирак? Па видите, ние апсолутно како исламска верска заедница нити некој не консултирал, нити некој разговарал со нас, него ако неколку мина луѓе што се заминати тамо, веројатно тоа го сторија најскрична, на еден најскричен начин. Со оглед дека тие знаат
дека ако доаѓа некој да се консултира со нас, не доаѓа у предвид да ја добива нашата согласност или да ја има благословот на Исламска верска заедница, тие знаат од напред дека ние не се согласуваме со нешто така и дека сме против. Зошто? Што барат нашите луѓе таму, без оглед кој се? Што барат во тие фронтови? Што ги обврзува? Апсолутно ништо не можеме да кажеме дека ги обврзува ова или тоа, него само две работи имат во тоа. Тоа значи, ако се некој е обработен, што се вика перење на мозокот, иначе нормалниот човек нема да одлучи свесно да оди на едно такво боиште. И како второ, интересот, материјалниот интерес. И зашто тоа го кажувам дека Исламска заедница е против? Заради тоа што со одредбите, со начелата на Исламот не се дозволува да се оди на едно такво боиште. Нити може да се третира дека е тоа джихад. Джихад се вика ако се става граѓанинот, верникот во одбраната на татковината. Каква татковина е на тие луѓе Ирак? Каква татковина им е Сирија или било кој друга држава? Надвор, ако се од Македонија, татковина нивна е Република Македонија. Ако треба да се загине, се загинува за Македонија во одбрана на територијалниот интегритет на својата држава, на својата татковина. Ве обвинуваат за наплата на високи цени за аджилакот. Се богати ли Исламската верска заедница на грбот на аджиите, како што ве обвинуваат? Па видите, ве прилика да јавно изјавувам дека ние сме најефтина верска заедница што организираме хаџот во Балканот и во Европа во целина. Меѓутоа, овдека ово кажување... Тоа беше забележано и во извештајот на Стейт Департментот. Ово кажување е чисто тенденциозно или се обидал некој од нашите надлежни во државата преко разговори со Америчката амбасада да докажува дека Исламска заедница не е дискриминирано, како што кажува поглаварот на Исламска верска заедница, него ние го гледаме кроз прсти со оглед дека тие прават ово, прават тоа. Апсолутно нема аргументирано, нити може никогаш да се аргументира. Оти нешто што не постои, не може, апсолутно нема позиција да се аргументира. Во Македонија има мислење дека вообичаено верските лидери се блиски до политичките партии. Каков е вашиот личен однос со ДУИ? Што се однесува до ДУИ, ние не сме имали ништо конкретно да кажеме, еве да се ставаме во таа служба, да бидеме блиско до ДУИ, со оглед дека ДУИ помага на Исламска верска заедница. Ја тргнува ова дискриминација, овие работи. Апсолутно ништо. ДУИ, ако не го смени тактиката, ако не го смени стратегијата, не би требало да стои во владата, треба да се враќат сите во своите фамилии. Видите дека ДУИ не ви помага? Со оглед дека тие апсолутно немат никаква надлежност. Ова е моје убедување. Оти практично сум се обидувал преку ДУИ овие работи некако да ги смениме. Немат надлежности луѓето, немат надлежности. Ова е, целата власт е концентрирано на едно лице, на една личност во државата. Тоа значи кабинетот на премиерот на Република Македонија, тој одлучува за било што. Мене ми е жал, јас сум се обидувал и председателот на државата, особено првиот мандат, да го почитувам како председател на сите граѓани, без оглед што е Иванов или кој е. Дури го носивме по цела Македонија на ифтари за време на месецот, на постот на Рамазан. Меѓутоа, за жал, човек апсолутно нема никакви надлежности. Господине Сулемани, ви благодарам на одвоеното време.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.